Добро вечер и добро дојдовте во вечерашниот магазин, вечерва со Слободан Томич. Рековме дека овој магазин располага со голем број на предлози теми, кои секако и овој пат го прифати вашиот предлог на моје задоволство да поканам еден еминентен соговорник кој ќе го задржи вашето внимание со оглед дека соговорничката во секој случај е пример како да се сака и почитува Македонија. Професор доктор Андријана Јаневска. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер, ви благодарам за поканата. Чест и задоволство ми е што прифативте да бидете мој соговорник, имајќи факт дека во вечерашниот магазин за погледно третираме теми од секојдневниот живот. Да, важам за новина која политиката му е основно преокупација, но не значи само политиката, значи и културата, која е составен дел и на политиката. Така е. Имајќи факт дека вие сте еден од ретките личности, според мојата анализа, во Македонија, која несебично не подава својата енергија за Македонија и во делот на професионализмот и културата. Ви благодарам за убавата најава. Јас мислам дека секој човек кој што живее во Македонија би требало тоа да го чувствува и така да се однесува. Докториравте неодамна, што навистина уште поголем предизвик и веднаш се решив да ве поканам и дојдовте. Да. Што докториравте? Зашто докториравте? Докторирав на Институтот за фолклор, на фолклористика и морам да се заблагодарам значи на мојата професорка која што ми беше ментор, професорката Родна Величковска, заради тоа што јас сум класичен музичар, значи дипломирав на Факултетот за музичка уметност и магистрирав исто така на класичниот оддел. Ова за мене беше нешто ново. Етномузикологијата беше нешто ново и заради тоа искрено ми беше уште поголем предизвик. Меѓутоа самиот докторат е интердисциплинарен, значи тука станува збори за некои етнолошки моменти, историски, исто така има доста податоци, се разбира етномузиколошки, дури и лингвистички, така што се надевам дека ќе инспирирам и идни истражувачи да го прават истото. Секако ние ќе се навратиме на вашиот докторат, но дали воопшто овој предизвик беше дефиниран во креирањето на вашата животна агенда? Да докторирам или конкретно за темата? И докторатот и темата. Искрено, како некој конкретен план, не, бидејќи, како да ви кажам, од секогаш сум сметала дека треба човек да се образува колку што може повеќе сега, плюс во ова доба на интернет цело време можете да читате, да се информирате и така натаму. Меѓутоа сосема е поинаков пристапот кога правите едно вакво истражување. Искрено јас не планирав прво да биде тоа докторат, туку сакав да биде како книга. Но кога подобро размислив, сепак за да се направи едно вакво истражување и за да биде на тоа ниво, нели, тука се вклучени и многу други професори кои што се нели стручни во својата област и кои што на некој начин ми помогнаа трудот да изгледа така како што изгледа. И ете на некој начин тој сега ќе стане и книга, би сакала да ја издадам како книга. И мислам дека не сгрешив што ја одбрав оваа тема. Да бидам искрен, уште пред 40 години, како млад соработник во македонската телевизија во образовна програма, ништо не е случајно. И нашата вечерашна емисија, вечерашна средба, прво што ветерот ме однесе во образовна програма и работев со еминентни професори, Милјана Јовановска, Загорка Алексиева, Блаже Ристевски. Да. Тоа се имиња кои навистина ми дадат право, Вецко Домозетовски, Јордан Плевнеш, Да. каде што влеков во етнографското поднебје на Македонија. И видов која е ризница Македонија, како поем, како етнологија, како етнографија. И велам, Боже, што се има оваа држава. Меѓутоа, не знам зашто, резултантите покажува младите имате на свој вид алиенација, отуѓеност од тие вредности, тој трезор. Зошто?
Мислам дека тоа не е случај само со Македонија, туку некој, не знам, глобален процес може така да кажам. Можеби заради тоа што еве и светот стана многу достапен во последно време, можете да отидете било каде и се чувствувате едноставно како дел од светот, што не е воопшто лошо. Меѓутоа, сепак мора да си ги знаете вашите корени, од каде потекнувате, тоа да го почитувате. Ние како почнавме се да распродаваме, дури нели имаше и некои дебати, кој нас ќе не сака, дека сме биле нели многу мали и така натаму. Па баш заради тоа што имаме многу работи, сите не сакаат. Силен бренд. Нели? Да. Малку уште околу вашата приватност, ако ми дозволите, сопругот исто така музичар. Да. Колку си помагате? Како се оди вашиот секојдневен живот? Така, тој по занимање е инженер, меѓутоа се занимава со музика. Имаме заедничко студио, Гиновски, каде што работиме аранжмани за наши колеги, снимаме песни и така натаму. Поделени ни се обврските, да кажеме, на некој начин секој си ја знае својата работа и не си се мешаме во своите области. Инженер по металургија. Да. И тоа е за респект. Како не, да. И тука се оглед дека навистина Македонија како богата со многу рудни богатства, што знаеме да ги експлоатираат некои други, Апсолутно. не е почитувајќи својата вредност, колку тоа значи за Македонија. Да. Андријана, исто мајка на два сина, Кристијан и Димитар. Да. Дали има тие генетски предиспозиции да станат музичари како родители? Имаат. Да? Кој е повеќе вака? И двајцата се музикални. Сега едниот поголемиот син Димитар свири пијано, помалиот Кристијан свири виолина. Ќе видиме како ќе се одвива процесот. Не е наметнато, нели? Туку чисто... Малку е наметнато. Да? Мама? Да, мама. Заради тоа што знаете што тоа е меч со две штрици. Јас, например, сум сретнала доста колеги кои што сега се занимаваат со музика, кои што, например, почнале во нижо училиште, почнале да свират, па се откажале, па подоцна на некој начин ја чувствуваат таа празнина, нели си викаат зошто ме отпиша, зошто не беше поупорна, например, на родителите. Сум сретнала и обратно, каде што на сила нели ги носат децата. Така што тука е тоа родителското, што треба да вие да оцените што практично треба да направите, нели, да биде исправно, нели, за децата, да не биде како наметнување со сила, да. Фидбек. А од друга страна би ми било криво да не се бават со музика, затоа што навистина се музикални. Уште ова што навистина, не знам да гледачите колку не има таа информација, да се игра едно од најстарите мисловни игри, а тоа е шахот, во секој случај не е секојдневна практика. Тоа е нешто што не се среќа, како што реков. А во оваа прилика разговарам со поранешната порпаролка на Шаховската федерација. Да. Тоа значи да се биде порпарол на една шаховска организација, плюс да го владее шахот, да го... Мене ми е многу мило што во последно време шахот доживеа, да речеме, еден подем во Македонија, благодарение на мојот тренер Орце Данчевски, морам да го пофалам, кој што навистина уште тогаш беше многу амбициозен, сакаше да се вметне шахот како изборен предмет во училиштата и еве на крајот успеа. Секако дека треба уште многу да се работи, меѓутоа мислам дека тоа е одлична идеја, затоа што помали почнуваат децата да играат шах, навистина многу, како да кажам, аспекти од нивната личност се развиваат, не само општата интелигенција. Да, воопшто се, борбениот дух, значи да се снајдеш во одредена ситуација, логика, концентрација. Во животот, во бракот, во работата, во се тоа. Па помага заради тоа што секогаш треба да размислувате 3-4 потега однапред, така, нели? Дали им преферираш на политиканти, се уште така ги викам, дека не видам дека покажа некоја зрелост, ќе ги наречам политичари. Добро. За мене се политиканти, бидејќи гледам дека лукративни причини не прават умни потези, чекори. Гледам дали треба да играат повеќе шах. Па треба да игра, секој треба да игра шах. Заради тоа што видите, сега за тие потези такви. Знаете зашто и Македонија секогаш е во мат ситуација. Постојано, бидејќи не по наша вина, по нивна вина, ќе доведуваат Македонија во таква состојба да нема излезни решенија. Да, па пат може би дошло. Пат на некој начин, затоа што да, немаш излез едноставно, немаш што да правиш, а тоа е секогаш заради тоа што се однесуваме со некоја подчинетост, како цело време. Е баш така, да.
Значи не треба така да се однесуваме. Има ли шанса да ние, дојдеме... штом така се однесуваме, така и не доживуваат другите. Да, го спомна пат, ја речам вин-вин. Може ли на своето да дојдеме едноставно од причина што сме максимално дерогирани како идентитет, како народ, како држава? Па може доколку секој свати дека не треба да се срами да биде македонец. Треба да биде горд заради тоа што е тука роден. Треба така да ги воспитува своите деца, не е ништо срамно. Излезе на крај да не биде незгодно Македонија, да кажеме. И да се радуваш да го потираш тоа срамно Да. кога јас една прилика рекол кога да се наоѓам во казино и покри тоа на слот машина и колку пати ќе каже С, по едному паѓаат у џепот. Така е, за жал. Меѓутоа знаеме таквите како поминувале низ историјата. Да, но ете свртима се. Музичката кариера е започна 98 година. Така е. Нешто за тоа? На Скопскиот фестивал со Пеце Огненов во дует. Тоа беше моја композиција, искрено. Идејата ми беше да започнам како композитор, не како пејач, затоа што од секогаш така сум го сакала тој креативен процес кога нешто се создава, самата песна, да кажеме. Меѓутоа, мислам дека не излезе лошо, еве. Да. На крајот сепак и да пеам. Андријана, вие се повеќе го освоивте светот и во музиката и кај слушателите со вашата скромност, искреност и патриотизам. На што се дължите? Мислам дека пред се и на домашното воспитување и како што кажав и преска, децата вас ве гледаат, вие сте нели огледало. Значи, ако мене ме гледаат, јас како се однесувам, не фрлам, например, еве ѓубре на улица, не се однесувам непристојно, си ја сакам својата земја со тоа што еве истражувам за мојата држава. Значи ги шетам децата секој викенд или колку што можам, нели, нормално можеби не секој викенд, меѓутоа еднаш месечно сигурно одиме некаде. Низ Македонија, значи да ја запознаат својата држава. Тоа е така се едноставно се сака својата татковина. Не можам да не те прашам со оглед дека пишувавте, имате испеано песна за еден немил настан, а тоа е погибето на младите фиданки во Ваташа. А видовме што се случува во еден повторно шверцерски начин на политиканство, додека ние разговараме. Е вториот ден од една тајна стредба меѓу две комисии октруирани, Македонско-бугарска историска комисија, кои разговараат, односно као на панаѓур да се, не на конференција, тајна, за да распродржат македонската историја или ретуширали македонската историја, средновековието, меѓу кои црквата и сето одна. Што би предложили? Како би го коментирате? Јас не знам зошто воопшто се согласуваме ние да одиме на некакви разговори, преговори. Нема што да се преговара. Според мене. Со оглед дека јас би предложил на режијата моја, јас ќе позовам почитување, тука се како и секојаш на тоа работно место и професионално, Ивана и Гордана и останатите, и ќе ги замолам да одиме со првата музичка нумера, апропо ова што веќе го спомнавме, за Баташа. А него ли денеска ќе умреш? И се си коси кубиме по дворот, дур така и испукаа пушките. И толку беше. И закупаме ни чел, ни чар, так, голи на мајци, боси. Си останаме бежни. Селото, Ваташа.
Tikveško negde, v neko je selo, kaj v slana tivko veneše cvete, ubija dete. Posledna solza od oko kapna, koga na ridot esenta stapna, v krvi se izmi jutro to belo, i koga v zraci čelikot svetna, posledna misla ko ptica letna, majka mi sama ostana v selo. Celo to selo stanalo na nogah. Celo to selo stanalo na nogah. Dajte mi vamu, našite deca, ej vi je kleti krvnici. Dajte mi vamu, našite deca, ej vi je kleti krvnici. O, detski oči, krijevte v sebe nebesno katče, rumeno krvje tečeše v žili, v radost bez počin. Kaj oko detsko natopi zemlja, gorocvetnik na razlista prolet, kaj krv ta vrela rastopi slana, crvena roza zakiti pole. Želati kleti, ne slušat narodot. Želati kleti, ne slušat narodot. Mitrales pogan, frlija ogan, gradite maški vahtaški. Mitrales pogan, frlija ogan, gradite maški vahtaški. Majska ta roza i cvetot moder v miris ma molat. Zakiti druže ognjena puška so cveća mladi, pa napred pojdi i drugi deca brani so gradi. V Tikveško negde, v neko je selo, kaj v slana tivko veneše cvete, ubija dete. Togaj se narod podigna iljadno. Togaj se narod podigna
Навистина трогателно, но вистинито. Немам коментар, не знам дали кога одеше песната е певушков, нешто би рекол, меѓутоа сепак чувстват емоциите се педи се, што еве и ви кажав дека не можам да ги сочувам мојата вознемиреност, но дали се вознемирени овие две елити, така наречени далеко од елити, кои сака на еден шверцерски начин да избришат оваа трогателна историја? Па не само што не се вознемирени, туку имаат и ветар во грб, нели, затоа и тоа го прават, предпоставувам. Јас се надевам дека народот ќе свати дека мора да го крене својот глас. Не сме да бидат и натаму еден вид наблюдувачи. Никако. Со оглед дека јас секогаш милувам и упатам пораки дека никош не е доцна да има едно трезнење, освестување. Апсолутно. Ништо повеќе само за својата иднина што ја имаат како зародиш, како едно континуитет, особено со македонски бренд. И вели, че завршам со коментарот. Еден пријател, американец, слободан е, верува или не знам колку знаете колку вреди вашиот бренд. Американец. Многу вреди, па затоа и ни го земаа. Меѓутоа, верувам дека не може да се земе со тоа на насилнички начин. Има инструменти и алатки како да се врати. Пред нас е времињата и Најмногу ме боли тоа што ние самите си го дадовме. Андријана, верувајте ми да ви кажам, јас се согласувам со вас, имајќи факт кога се случи тој немил настан на предавство од највисок ранг, денот кога се смени уставот и се прифати одлуката за промена на името, не видов масовно Не имаше излазност. воопшто, да. Од друга ситуација, поставам прашање, беше главниот обвинител Вилна Русковска, која прашав, се одважи дојде и благодарам што дојде. Меѓутоа прашав, дали се чувствувате одговорност или не. Дали беше тоа прашање да на 27 април се упати порака до народот, не смеете да излезете на улица. Видите што ќе ве снајде. Дали на ваков начин се дефинира државотворност, државност, еден политичар кој вети дека ќе има правда, ќе има мир. Добро, тоа од секогаш за жал е нашата судбина. Меѓутоа на нас е тоа да го промениме конечно. Значи, еви во самиот докторат имам таму некои заклучоци, нели, особено историски, каде што од секогаш тоа така било. Европските сили биле секогаш повеќе наклонети, например, кон Албанија, затоа и таа си станала независна држава, нели, во 1912. За разлика од нас, ние цело време декларативно, нели, европските држави не почитуваат, не признаваат и така натаму, но ништо од тоа на крај не видовме. Еве, суптилно некако не натера, перфидно да ние самите тоа си го направиме. Самите си подпишеме Да, апсолутно така беше. Еве, во контекст сакам бидејќи нема околу 20 на минути, 21 минута да се мислите, сакам да поминеме. Прекрасна комбинација имате со Игор Джамбазов, од друга страна со Игор Дурловски. Една тројка, може ли да земеме таков проект скоро? Ова тројка да направите некој исто така еден добар проект. Искрено, добра идеја, вреди да се размисли. Да. Еве, нека биде, идејата е капитал, се друго е волја и пари. Ајде да се вратиме на вашиот докторат, нешто да доловите. Бевте, третиравте етнографијата, етнологијата, да работевте во Албанија, Голо брдо, Гора, кај што и Мала Преспа. Така е. Значи, идејата, еве ова сега ќе го кажам, доколку имаме време, потекнува од професорката Катерина Тодоровска, која што е професор по историја на Институтот за национална историја. Така. И на некој начин таа ми даде идеја да ги истражам и снимам и обработам, анализирам, мелографирам нашите македонски песни кои што се од таа страна на границата. Колку траеше истражувањето? Значи, првиот терен мој беше на 23 октомври 2014 година. Вие бевте и бремена, колку што да, значи 9 години точно. 9 години. Од првото истражување, а докторирав на 22 ноември, значи точно 9 години и еден месец скоро. Значи, искрено ми беше голем предизвик, затоа што тоа за мене беше нешто непознато. И не само за мене, туку и воопшто за некои други етномузиколози, бидејќи немало многу истражувања таму. Имало истражувања, меѓутоа еве го споминавте преска почитуваниот Блаже Ристовски и така натаму, кои што
го имам тоа напишано и во докторатот, уште далечата 69-та година има објавено над 100 горански песни, меѓутоа само текстовите, сваќате. Значи ги нема мелодиите. Тоа беше она што ме поттикна да појдам и да истражам, да ги запишам тие мелодии практично со ноти, за никогаш да не изумрат. Да може било кој во иднина да сака да испее некоја песна, да Тоа е може... национален трезор, тоа е Апсолутно, благо што не да. се мери со никаква Да. вредност. Јас сето тоа го имам снимено, со видео, со аудио, сите мои информатори, пејачи, раскажувачи, самостојно, самоволно, доброволно се согласиле значи да учествуваат. На сите им беше кажано дека ќе ги снимам, на сите им беше кажано по кој повод ќе ги снимам и што работам, и сите се изјаснија како македонци кои што зборуваат македонски јазик. Сите кажаа дека тие песни се од нивните мајки, баби и така натаму, бидејќи жената генерално е, да речеме, подоминантна, нели, во обредите македонски. Па тоа го имаме со богињата, Апсолутно, мајката Божица во Тумба Маџариште. Да. Така што тоа сето е документирано. Колку песни беа снимени за време на истражувањето? Снимив над И кои 150 жанрови, песни, да, снимив над 150 песни од најразлични жанрови. Тогаш додека снимав се уште тоа не ми беше доволно познато, меѓутоа како што ги обработував песните, се разбира, јас прво гледав да видам дали можеби тоа се варијанти на веќе познати песни кои што ги има во Македонија. Уникати се? Има некои од нив кои што се уникати, посебно во Мала Преспа, свадбените песни, кои што ги нема на ниту едно друго место на светот, и сум многу горда што ги снимив, заради тоа што дознав во меѓувреме дека жените кои што ми пееја починале. Значи, од старост и така натаму. Да, ги имам и видео, и аудио, и слики, се. Значи, тоа се бисери, не знам како да ви објаснам. Тоа е она со кое што треба да се гордееме. И тие се практично дел од нашиот свадбен обред, свадбени песни, кои што многу наликуваат и на нашите песни за време на свадбата. Свадбата најмногу ја имам истражено, затоа што генерално се уште представува жива традиција и во Македонија. Меѓутоа, главната хипотеза ми беше да докажам дека практично песните кои што се таму во тој дел, значи Мала Преспа, Голо брдо и Гора, и нашиот фолклор овде е еден и единствен. И тој практично не поврзува како еден единствен македонски народ. Континуитетот го дава. Апсолутно, да. Јас сум уредник на мојата редакција, надвршна политичка редакција, но си земам за право, јавен настан. Нема да ми замери собственикот на телевизијата, али предизвик ме јавно ви предлагам соработка со оваа телевизија, со оглед дека сме вистинска телевизија, кај нас нема ништо странско, ниту турски серии, морам тоа да се пофалам. Сакаме да ја инкорпорираме во менталната матрица и вилги на македонскиот народ, и по род и по државјанство, што ја почитува македонскијата држава, и како традиција, и како историја, и како фолклор, да соработуваме. И зашто да не? Еве, навистина јавен предлог и ќе биде предизвик тој ексклузивитет да го има на вистинската телевизија Вистел. Кој би бил главни заклучок од целиот труд од ова долгогодишно истражување? Па, тоа би бил заклучокот, дека практично македонците од сите овие три региони ги нарекува македонци, бидејќи тие самите така се нарекуваат. И покрај овој притисок што им прават бугарите со некој пасош, со вреча брашно, со некои ситни, што навистина... Еве и тоа ќе го кажам. Значи, тоа го има и во многу книги, кои што нормално ги читав за да го дополнам овој труд. Значи, каде што се вели дека уште за време на Втората светска војна се случувало да доаѓаат во Мала Преспа, меѓутоа не е било кој, туку од бугарската амбасада. Значи, доаѓале, носеле учебници, буквари, читанки и така натаму, значи, и тука повторно се наоѓале некои луѓе кои што тие ги, да речеме, подметнувале книги, се знае точно и кој, ајде сега да не споменувам со име и презиме, тоа се уште се случува. Значи, сакаат на некој начин да го одземат нашиот фолклор и нашиот фолклор да се представи како туѓ. Демек, тие се бугарски песни, и овие во Бугарија бугарски, и ние во средина ќе мора по автоматизам и ние да станеме, нели? На некој начин, тоа е поентата. Тоа е голем, вие сте научен работник, вие сте професор доктор, со оглед дека вашата дејност не само естрадата, не само
настапите, вие сте еден научен работник кој ги работите, третирате научните сознанија врз основа на фактичката ситуација. Јас ќе си земам за право со оглед медиумските настапи и информации, госпоѓа Јотова, потпредседател на држава, да дојде во соседна Албанија и да врши притисок пред престојниот попис, тоа беше скандал пред очите на Европската унија, што во светот не постои. Не постои, меѓутоа ете нашите македонци тамо не се попишуваат како бугари, повторно си кажуваат дека се македонци. И покрај тоа што инертност, особено на политичка провиненција, знаете што, ви кажам искрено, јас ја гледам Македонија како единствена партија. Мене не ја третирам како политичка партија ова она. Значи секој треба да доживи Македонија како една партија. Па така е, апсолутно. Но за жал, политичкиот амбиент кога е на политичката сцена се случуваат се повеќе вакви добиози, вакви предавства, народна забелешка. Така е, да. Меѓутоа, како што кажав, еве да се навратам и за заклучокот, нели, што зборувавме. Значи, едниот заклучок би бил дека сите тие македонци од сите три региони никогаш до сега не се откажале од својот идентитет, од својот фолклор, од своите песни, од својот јазик, од ништо не се откажале. Народните носи ги носат на свадбите да ги покажат што е големо од традицијата, богатство, од се. Има многу обреди кои што се многу слични со нашите обреди. Тоа е поентата, нели? Многу од песните се варијанти на веќе познати македонски песни. Имаат наместо Билја на платно белеше, Милја на платно белеше. Има многу песни каде што се пее за Вардар, се пее за Шарпланина, се пее за Галичник. Како може значи да се пее за македонски термини ако не е дел од Македонија, нели, ако не се чувствуваат како македонци? Во секој случај убаво да се случне сето ова, имајќи факт дека мораме да го начнеме и тоа прашање дека политикантите се откажале од нашите македонци во Беломорска Македонија. Тоа 94 година. Се откажа од македонците од Пиринска Македонија. Да речеме во тој дел. Со нашите македонци во северниот дел немаме некои проблеми. Нашиот северен сосед ги не отисум роден во тој дел на свет, меѓутоа Македонија сум од душата. Сакам да речам дека македонците ги немаат такви пресии како што ги имаат во Бугарија, во Албанија, во Грција. Но како да ја запазиме и да ја зацврстиме ситуацијата и да дадеме поголем ветер, што велите преска, во грб на овие наши македонци, да истреат и да не подклекнуваат. Па јас мислам дека тие повеќе истрајуваат од нас овде кои што живееме. И се повеќе е очигледно дека треба да се создаде некој нов народ, нека нова нација. Мислам, тоа е се повеќе очигледно. Што им иде у прилог на овие махери кои прават нови држави на секои 50 години. Верувам дека знаете, бевте Албанија, знаете дека Албанија е вештачка творба, дефинирано од Австро-Унгарија 1912. Србија да не излезе на море. Бугарија е дефинирано од царска Русија. Меѓутоа Македонија е таа што ја имаше до 18 век како Македонија. Така е. Дали има аманет или завет за Македонија испеано у песната, со оглед дека големиот број жртви дадени животи за Македонија, пролена крв за Македонија, 5-вековно робство под турското робство, кој што македонецот, македонската мајка истраја, не е поклетна. Дали треба да се зачува тој завет? Апсолутно, па јас и преска нели кажав, не треба да ја победиме таа робска психологија, дека цело време сме нешто подчинети, не чиниме, вакви сме, такви сме. Не, напротив. Значи, како што има и во многу наши македонски песни, кај да копнеш, ќе излезе некој камен, некој артефакт, некој нешто со историско значење. Значи, знаете колку е археолошката географија, јас повеќе пати милам да кажам 25 метра. Ако кај што седиме ние, кај да е низ Македонија, се направи еден ископ до 25 метра, ќе се најдат различни временски периоди. Па тоа е, значи што не е пример во другите држави. Да, апсолутно. Андријана, дали може би да пуштиме песната Заветна? Може, да. Што навистина интересна, има порака. Режија, одиме со втората песна.
Negde ќе те премолчат, негде ќе те сокријат, гроб со гроба ќе покријат. Само ти си безсмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извираш. Само ти си безсмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извираш. Векови пеколни заедно ќе минеме, древна земјо македонска. Така е пишано, ништо да не видиме, ти без мене, јас без тебе. Векови пеколни заедно ќе минеме, древна земјо македонска. Така е пишано, сестро, ништо да не видиме, ти без мене, јас без тебе. Може да те отречат, други да те предадат, можат се што да измислат. Само ти си безсмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извираш. Само ти си безсмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извираш. Векови пеколни заедно ќе минеме, древна земјо македонска. Така е пишано, ништо да не видиме, ти без мене, јас без тебе. Векови пеколни заедно ќе минеме, древна земјо македонска. Така е пишано, сестро, ништо да не видиме, ти без мене, јас без тебе. Ти без мене, јас без тебе. Викам, а не го слушам советот на моите најмили што ме окружуваат, вели слобода не тргни, а политиката прави емисии со музика, со други ведри содржини. Навистина, ја ќе морам да се свртам и на овој жан. Убава е, прекрасна песна, заветот на која дава пораки, испраќа пораки. Колку што разбрав, идејата беше спотот да се реализира на еден многу силен простор, а тоа е Тоа е црквата Свети Спас, каде што е гробот на Гоце Делчев. Меѓутоа, за жал, и покрај сите мои напори да извадам потребни документи, не ни беше дозволено таму да го снимиме спотот. Еве, тоа беше оваа година? Не, тоа беше после промената на името, 2018 или 2019. Човекот кој додека дише, дока размислува, нема да се откаже од Македонија, под неговата директива не дозволуваше ништо да се спомне за Македонија.
Ја не би коментирал ништо. Што ќе додадете во контекст на вашата докторска дисертација, што е? Па тие два заклучока кои што ги кажавме, еве, значи да речеме македонскиот народ кој живее во овие три региони токму преку традиционалните македонски песни во разни варијанти е поврзан како еден единствен народ кој што за жал во минатото бил разделен. Таа разделбата навистина боде, убива, уништува. Имачи факт, имав таа можност 4 пати да бидам во Соединените македонски држави. И благодарам на сите наши македонци кои покажа дека се вистински домаќини, вистински македонци, ми дадоа простор да престојувам подолг временски период и каде што се ангажирам за македонската вистина, пак ќе испадне дека јас ја посерфирам мојата дејност, меѓутоа дај Боже веко што вие тоа го правите во делот на вашата професија, вашиот дар што Господ ви ја дал преку музиката, преку етнографијата, фолклорот, ја доближувате Македонија со внатре и надвор меѓу светот. Но тоа што сакам да кажам дека представувајќи фолклорната ризница на Македонија со самиот Метју Нимиц, кога имав можност 96-та година, неговата жена се вика Ен, да. И Кустос, како што реков, и самиот Метју Нимиц е влюбен во античката Македонија, историјата на Македонија. Оф рекорд вече слободан е. По почитот народот македонски, не можам и не смеам, бидејќи сум официјален педијатор. Меѓутоа, вие ќе го задржите уставното име. Тоа се изворно, стојам за дома, бидејќи во интервјуто стои изјавата на Метју Нимиц, даден на вешаст. Но како да дојдеме, госпоđо Јаневска, до пријатели во светот, кои ќе застанат зад брендот Македонија и нашето национално богатство? Пак ќе кажам, се е до нас. Значи, кога можат македонците од овие три региони да се уште и покрај сите притисоци го зачуваат чувството за песната, јазикот, припадноста и идентитетот, можеме и ние овде. Сама така, никако поинако. Со воспитување на нашите деца, со едноставно сакање на татковината и правење добро за татковината, не само да чекаме нешто од државата. Сите чекаат од државата. А што правиме ние за државата? Познатата на Џон Кенеди што вели доста барате вие од државата. Правете нешто за државата. Што направивте за? Баш така, така е. Вашата порака верувам дека е тој контекст. Повелете, обратете се. Така е, тоа е. Значи, драги македонци, драги македонски народе, чувството за песната, јазикот, припадноста, идентитетот никогаш да не ве напушти. Андријана, ти благодарам многу што беше мој соговорник. Благодарам. Ме исполни, верујте ми, со една голема позитивна македонска енергија. Ми дадовте уште поголема инспирација и потик уште повеќе да продолжам и натаму за македонската вистина. Мило ми е. Почитувани, тоа беше професор доктор Андријана Јаневска, ваша и моја соговорничка во вечерашното издание магазин. Тој верувам ми даде испрати пораки и верувам дека тие пораки нема да бидат чисто нака поминати низ вашите вилги, туку ќе бидат внесени длабоко. Бидете ми живи, здрави, се гледаме здрави Божи понеделник во нашиот редовен термин на дневната доза гласот на народот. Пријатна вечер.